Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдете во 14-та епизода на Спорткаст со Стефана Слободен Печт. Оваа епизода, ова издание, ќе ја слушнеме спортската приказна на еден млад и талентиран фудбалер кој од Велешкото Горно Оризари стигна до полската најсилна фудбалска лига. Со мене во студиото е Енис Фазлагич. Енис, здраво, како си ми? Добар ден, да ве поздравам сите, да ви се заблагодарам на поканата. Драго ми е што сме тука и што ќе поприкажеме некои приказни и ќе научиме некои работи еден друг така. Ние сме иста генерација, 2000-та, и со мои другари кои што заедно сум учел, кога ќе прашам кој е најталентиран фудбалер во 2000-та годиште, секогаш ми кажува Енис Фазлагич. Благодарам на тие зборови, комплименти е тешко да се прима, ама имаше многу играчи, 2000-та генерација, многу талентирани играчи и сега благодарам на тоа, ама стварно имавме добра генерација, може немавме толку голем успех на европска сцена, на европски квалификации, ама секогаш бевме блиску да се пласираме у елитна рунда тогаш на тие надпреварувања. Доста играчи има. Доста играчи стварно и стварно добри играчи, како и секоја генерација што има добри играчи. Енис роден и израснат во Велешко Горно Оризари, израснат во Велес. Така? Така. Најде нешто за повеќе за твоето детство. За детство? Основна школа поминав во моето родно место Горно Оризари. Таму бев до 8 оделение, тогаш беше 8 оделение, сега е малце сменет систем на образование. Колку што памтам од тој период, многу голем дел од периодот беше со топка, со другари, на терен, во школа со обврски, со учење, околу по дома, убав период. Кога го имаш првиот допир со фудбалската топка, се сеќаваш ли? Од секогаш. Од кога знам за себе, значи тука сум со топка, се играм и така. Едноставно таму кај мене во Горно Оризари сите игравме фудбал, значи цело време, значи со другари, тоа ни беше и дружење и гледање фудбал, играње фудбал. Нели, ние сме генерации PlayStation и таму е фудбал и се, така да. Се било поврзано со фудбалската топка. Ама така еден упечат, така специфичен додир со топка ми беше, брат ми тренираше фудбал и ја отидов с него да го гледам, нели, поддршка и се. И така се одлучија со негови другари, он е 6 години постар, да ме пресоблечат у нивна опрема се, да ми дам како капитенска лента и ова, и да излезам така да си шутнам топка 2-3 пати, да излезам на терен и ова. И тогаш тренерот, ја го викам наставник, мој прв учител, прв тренер Трајче Ковачев, ме забележал и му кажал на татко ми, баш пред некој ден се видовме со него и ни спомна таа приказна, како не подсети како почнала таа приказна, не подсети, му рекол на татко ми, види, ова дете има нешто, треба да работиме со него. И колку години имаше тогаш, се сеќаваш? Не можам да викам, 7-8, така нешто. Ама не тргнав ја одма да тренирам, ја повише продолжив така малски фудбал, да кажеме, да играм со другарчиња, да уживам и ова. После, можеби, после некоја година, околу 10-11 години, веќе почнав да тренирам, затоа што он беше, мислам дека беше упорен и јас сум благодарен на него. Можеби да не беше таа негова... Која е таа фудбалска школа? Фудбалска школа Велес. Фудбалска школа Велес, он беше таму, ја водеше таа школа и имаше и Жарко Климкаров беше. Жарко Климкаров моментално работи со деца у Велес и мислам дека е во ред. Понекогаш кога излегуваме на терен таму и ова, ќе се видиме и ова, ќе попратиме нешто, интересно се работи и добро се работи. Значи, 11 години започнуваш да тренираш фудбал, се одвојуваш или меѓу другарчињата во тоа време? Незгодно. Секогаш, например,
се трудев да сакав, имав желба да играм и како ви викам, ќе заврши тренинг, идеш дома, пак излегуваш со другари у мало, играш фудбал и ова, и таа желба, мислам дека имав голема желба да играм, да бидам на терен, убаво се чувствував и тоа мислам дека се примети на терен, дека таму се убаво чувствувам и му благодарам на наставникот, ја секогаш ќе го викам наставникот, за мене наставник Трајче Ковачев, што ме поддржа, што ме учеше и многу е битно, видов колку е битно у животот да имаш ментори кои што те учат на правилни работи, кои те развиваат не само фудбалски, не само стручно, туку во било која струка, не зборам, кога зборам ова, не сакам само да се ограничиме на фудбал, во врска со тоа многу ментори се многу битни и многу е битно да ги слушаме. Ако не ги слушам или ако ги слушаме, а не работиме од тоа што ни кажат, и тоа исто. Тоа е многу важно, вистински луѓе во вистинско време. Да. И се сеќаш на твојот прв надпревар лигашки. Не, не се сеќавам. Не, може би требало доста време, ќе пробам ако се сетам од текот на емисијава да се посе, ама колку време остануваш во Велес, во фудбалската школа? Па не знам точно да ви кажам, зашто тоа беше како некои пресеци би кажал, затоа што веќе таа генерација и таа, би кажал, тоа ми беше како малце надминато, би кажал. И видов дека, например, тој фудбал, ако сакам да се развивам како што треба, да бидам во тек со својата генерација и ова, веќе тогаш морав да направам чекор некаде, кај што би можел да се развива. Тогаш имавме две опции, дали да продолжам у Академија Пандве, дека они имаа веќе играчи на таа возраст кај што играат у Лига, или да се префрлам у Скопје. Ние се одлучивме да се префрлам у Скопје, тоа би, ајде да кажеме 12-13 години, почнав тогаш патував. Секој ден? Патував скоро секој ден и тука секој ден да се патува не е лесно. Сега тоа го гледам кога ја веќе патувам и ова, татко ми беше секој ден со мене, секој ден ме возеше исто. Роднини беа со мене, например, кога он ќе не може да ме донесе на тренинг, да ме врата, тогаш може ко мал не си приметил колку е тоа важно и колку уствари они жртва тогаш поднеле за ја да бидам среќен, да играм на терен, да излезам, да можам да се развивам, да можам да учам, да напредувам едноставно. Так. И затоа сум благодарен на сите. Тоа не можам да одвојам да кажам толку луѓе, значи сите, цело моje окружение би кажал, и сите луѓе, не знам, и од градот и од Велес, не знам колку пати некои луѓе од градот ме земале, пријатели на татко ми, ме донеле на тренинг, ме вратиле назад. Тоа е покрај желбата што си ја имал, морало да има и многу големи жртви од твоите блиски. Си имал, како според твоето кажување, и целата поддршка од твоето семејство. Да, и семејство, од моето родно село Горно Ризари, од сите, значи не можам да кажам, не можам да кажам, види, овој беше негативен или нешто, не. Сите, и од школа, уствари, и од школа секогаш кога беа некои турнири, нели тогаш кога сме помлади има повише турнири и тоа се можеби најинтересни работи што децата поминуваат на таа возраст, тие турнири, тоа дружење и ова, никогаш не ми правеле проблем, не ми правеле, например, не стигаш, треба да си на школа и ова. Тоа е видов колку е школото битно. Е школото битно, се трудев да го надоместам тоа, ама пак сум благодарен за тоа што они можеле да ми кажат, види, не можеш да одиш. Ако не можеш да одиш, ќе останеш и ќе учиш и така. Многу е битно и образованието да не трпи поради тренинзите, мора да се направи некој баланс кај младите деца кои што секогаш
Не е секогаш да се даде жртва или за фудбал, дека мора да се најде секогаш баланс меѓу училиштето и образованието и тренингот. Фудбалскиот пат те однесе во Скопје. Каде? Во кој клуб? Во Форца. Во Форца? Во Форца, кај Јовче Джипунов. Да. Кај Јовче Джипунов, исто многу убав период. Имавме многу добра екипа на таа возраст, имавме многу добра екипа, конкуриравме на тогаш работнички, младинска школа на работнички беше и сега, ама тогаш беше, ја мислам, на некое повисоко, но не знам, извинете, не сакам да зборам нешто што не сум опатен, ама тогаш беше у пикот, многу играчи испадна, многу репрезентативци испаднаа тогаш, дали млада, дали А селекција од работнички, и Вардар тогаш почна да работи на младинска категорија и некако бевме цело време у конкуренција со нив, бевме конкурентни, игравме добар фудбал, игравме на завршница на младинска лига, тогаш што е најдобро натпреварување кај нас. Многу добар период со многу турнири, поминавме на многу турнири, имавме доста успех, дали во Србија, дали во Босна и Херцеговина, дали у Бугарија исто имавме. Тоа не беше турнир, беа некои утакмици, ама доста добар период и на нив сум и многу благодарен дека многу работеа со нас и не развива на прав начин. Форца за долго време важи за расадник на таленти и многу деца тренираат во таа школа и се доста добро образовани фудбалски од страна на тренерите. Потоа одиш, како што знам, во работнички. Или не? У работнички исто така одевме на турнири со нив, ама никогаш не бев да тренирам и да играм лигашки утакмици во работнички. Ја тогаш продолжив во Вардар, после Форца, после некој период во Форца продолжив во Вардар. У Вардар бев можеби година и пол, две. Извинете, не памтам години, не памтам тоа. Тоа слабост ми е за такви информации. Исто у Вардар добра екипа, Чурлинов беше исто таму, доста добри играчи, исто поминавме на турнири и мислам дека најдобар турнир беше во Босна и Херцеговина, извинете, Етно село, Станишич, таму е, веќе тоа се одржува и веќе тоа станал традиционален турнир со добри противници и мислам дека таму игравме и не се засрамивме воопшто и сега нашиот најдобра стрелец у лига Марко Георгиевски исто беше дел од таа екипа. Викам, доста добри играчи, сега не може одма да ми текнат играчи и поминуваме тоа. Многу добар успех и многу добро изгледавме во младинската лига и у тој период кога беше тогаш почна селекција на репрезентација, знаевме дека да играме, например, наша екипа од Вардар, да играме против играчи од цела Македонија. Толку беше добра селекција направена од тренерот Саша Јанев. После малце сите, кога е веќе тој период каде веќе се прават стипендиски договори, кој веќе поминува во... Тој веќе 15-16 година. Или кој веќе заминува да игра професионален фудбал, ќе се приклучи на тој период, мислам малце дека се изгуби. Пак остана доста играчи, беше доста квалитетен, ама мислам дека малце екипата се растури. И така, тој период ми беше... Потоа продолжи тогаш беше период дали ќе останам во Вардар, јас се одлучив да идам у фудбалска академија ФФМ. Фудбалска академија ФФМ. Таму сум благодарен дека тогаш голем притисок, тоа не е притисок, ама човек кој имаше многу големо влијание да продолжам тамо да учам и да тренирам фудбал, да се развивам, беше Предраг Митковски. Профа, ние го викаме профа, исто човек кој многу работи, кој многу сериозно ја сфати својата работа и мислам дека се дава максимум.
исто со другиот профа Виктор Павловски ни беше, доста ни помогна, дали во врска со школа, дали со тренинзи, дали со, нели, ја доаѓам од Велес у Скопје, голем град, голем град, не знаеш некои работи, требаш некој малце да те посочи, да биде тука крај со тебе, да поминеш време, да видиш додека малце се биде на свое место. Доека како функционира таа академија на ФФМ? Тоа е како средна школа и не може да играш во друг клуб или? Не, може да се игра у друг клуб. Ја првата година бев без клуб. Без клуб, таа една година изгубив во младинска лига, бев пионери, не е младинска лига, тоа се веќе пионери, изгубив. Не се одлучив за ниеден клуб во тој момент, имав некои понуди и во тој момент одлучивме така да останеме у фудбалска академија ФФМ. После тоа отидов во Шкендија. Во Шкендија таму потпишав свој прв стипендиски договор и потоа веќе кога наполнив 16 години прв мој професионален договор. Патуваш секој дневно или беше во Тетово? Некои денови патував, некои денови бев у Скопје, нели, со школа и со тренинзи у академија, после на крај на недела ќе се префрлев у Тетово, уште некој тренинг пред лигашка утакмица и ова. А после веќе кога бев, уствари ја кога отидов у Тетово, веќе бев член на првиот тим. Таму веќе цело време веќе бев у Тетово и ова, патував за школа. Да. Така. А средна школа во ФФМ заврши спортска академија физкултура. Да. Како беше животот во Тетово како млад играч? Имаше ли друштво млади играчи? Беше ли добро прифатен? Тоа се времиња кога Шкендија е доста силна и годинава да им честитаме титула шампионска во македонското првенство, тогаш беа времиња кога се јадеа со Вардар кој да биде шампион. Така, официјално да им честитаме титула, сега веќе се и официјално шампиони. Тогаш Шкендија беше сериозна екипа, Вардар беше сериозна екипа, лига исто ни беше сериозна лига со тоа што водители беа Шкендија и Вардар. Да. Работнички секогаш беше тука со доста добри млади играчи и некои искусни играчи кои помагаат тоа се да функционира како што треба да функционира. Друштво не сум имал проблем со друштво да најдам, било кај што сум се најдол. Не сум, би кажал, не сум така многу отворен, ама секогаш имам друштво и ова, не сакам многу гужва, не се снаѓам најдобро у гужва, ама така секогаш имав добри релации со, например, со сите околу кабина. Секогаш имаш со некој малце си поблизок, тоа е нормална работа и ова, ама не сум имал проблем ни за друштво, ни за адаптација у Тетово. Исто пак одма нов град, ама веќе можеби тој период веќе кога поминав ја во Скопје, тоа ми помогна исто да се адаптирам и ова, така да и у репрезентација исто цело време уствари идев у нови средини и мислам дека тоа ми беше и некако тренинг за тоа да се адаптирам и можеби и за тоа и полесно сум се адаптирал. Ама тие играчи сите најголеми звезди тога што беа, тие секогаш не прифатија било што да требало, секогаш биле тука за мене и тоа е многу битно. Тоа е многу битно. Во Шкендија настапуваш во младинските категории, го имаш деби за првиот тим на колку години? На 16 години. На 16 години, не знам колку месеци имав деби, тоа беше против Ѓорче. Тоа се сеќавам, играв 6 минути. Солидни. Можеше, стартер. Прво деби ми беше како стартер, 6 минути. Солидни, би кажал солидни, да. Убаво. Кажи ни нешто повеќе за тие години во Тетово.
Тренер на прва екипа? Ја кога отидов во Шкендија беше Дуро. Дуро, Шпетим Дуро беше, после некој период он замина, после дојде Бруно Акраповиќ. Бруно Акраповиќ. Доста добри тренери, исто од нив доста се научи и екипата беше сериозна, како што кажав, имаше сериозни играчи и на тренинг, кога одеше на тренинг, имаше што да видиш. Тоа е битно, ама имаше многу што и да научиш надвор од терен. Играчи како понашање, карактер, однос со нас, со помлади, значи тоа беше школа. Тоа беше школа. Тоа е многу битно кога и тоа сум благодарен и тоа е некоја школа, например, ја, ако бидем некогаш постар, кога ќе имам помлади играчи околу мене, да знам како да се понашам, што треба да правам и ова. Тоа, например, тоа гледам дека тоа останува. Тоа останува. Многу е битно што ќе му кажеш, затоа што кога сме помлади, мислиме дека знаеме се, не знаеме многу работи и потребно е некој да ни каже, да не упати. Сега е до нас дали тоа ќе го прифатиме или нема да го прифатиме. Тие, ја мислам, што го прифаќаат и што работат по тоа, тие прават исчекори у живот и у кариера спортска, и дали е у спортска, дали е у некоја друга бранжа, дали како водител, дали како новинар, дали... Ја мислам дека тие луѓе прават исчекори, дека се тие паметни луѓе. Значи, Шпето ти е прв тренер во сениорскиот фудбал. Да. Што научи од Дуро? Он беше, не можам да се сетам сигурно, ама беше краток период. Краток период беше во Шкендија. Тогаш ко мал гледаш, веќе си префрлен у прв тим и тогаш ти може би знаеш некои работи, али не знаеш како да ги покажеш и ова, додека и тоа беше да се адаптираш и ова за некој период, така да ама научи веќе како се работи професионално, што е професионален фудбал, научив дека е многу посериозно него што сме мислеле, дека не веќе уземи топка и трча и ова, имаш обврски, имаш повеќе задачи, имаш повеќе одговорности и тоа е што го прави фудбалот и покомплексен и поубав. Многу талентирани играчи во тие години изгореле во тој преминот младински фудбал во сениорски фудбал. Среќа што си го задржал и што си научил, што си ги земал сите добри совети од играчите и што удобро се носиш ден денес во професионалниот фудбал. Па, како што кажав, имав среќа да имав луѓе кои што ми беа поддршка од сите страни. Не можам да кажам само у Скопје, само у Тетово или само од моето село од Горна Оризара или само од Велес. Не. Сите помогнаа да се формирам и да ми биде полесно да се адаптирам на тој живот, на начин. Прво, родителите не ми даваа некои други обврски, ме оставија да уживам, да се развивам, да учам и тоа е нешто што доста ми помогна за да се фокусирам на тоа, за да искористам свој потенцијал. Така. На 18,5 години го правиш првиот интернационален трансфер? Така? Да, во Жилина. Како доаѓа до трансфер во Жилина? Ајде малку за тој период, бидејќи ти со Шкеди имаш подпишано на колку години професионален договор? На 16 години. На 16, на со време трајање на колку години договорот? Мислам дека беше 4 години, ако не се лажам. Ако не се лажам, мислам дека беше 4 години. По 2,5 години доаѓа понуда од Жилина. Да, тогаш бевме, ја тогаш веќе почнав да играм стандардно во Шкендија. Тогаш имавме, ја мислам, историска сезона со, мислам, рекорд на голови у лига, исто беше баш озбилна бодовна разлика со второпласираниот. Освоивме куп и тогаш ми дојде понуда од Жилина. И сега тука бевме, нели, се игра Европа,
доаѓа некој нов предизвик да идеш уствари дали да продолжиш да играш Европа со Шкендија, која што изгледа сериозно, кој што гледаш дека има шанси, кој што игра секоја година плейоф, во тоа време секоја година игра плейоф и тогаш Европа лига беше многу потешка да се игра плейоф него сега. И тогаш нели се мислиш што како уствари ја викам се мислиш дали ова, али мислеле други за нас. Да. Мислеле други за нас и тоа е тоа што го спомнувам цело време, таа поддршка од дома, луѓе што имав околу мене, татко ми, родителите, мајка ми, нели, сите поблиско семејство, тренери, ова. Ми кажа дека е важно да излезам надвор и да видам како и таму функционираат работи. Дека нели, требаш да направиш чекор, да видиш кај си, што треба да научиш, што не треба, што знаеш, што можеш, што не можеш. Да. И ние се одлучивме и мислам дека беше добра одлука. Жилина е екипа која у Словачка е една од најдобри екипи и која работи со млади играчи и би кажал можеби една од најдобри екипи што ги развива и што работи со млади играчи. И тоа, и ја кога бев таму, не знам, имаше некои како би кажала, информации ќе кажам, има друг збор, сега не ми текнува, информации како работат и дека е најмлада екипа и ние игравме со најмлада екипа у Европа и имавме доста добри резултати. Значи, Жилина, баш сум среќен. Жилина таа сезона се квалификува во Лига Европа? Не. Игра само квалификации. Не. Жилина не играше ни квалификации ни ништо. Ако остане во Шкендија ќе игра квалификации за Лига шампиони и Европа како оди тоа. Ама кога отидов у Жилина, друг фудбал се играше. Таму видов дека на кои работи треба повише да обрнам внимание, на што имам, на што треба да работам и дека треба да учам многу. Така. Треба да учам многу, треба да се развивам многу и мислам дека избравме баш прав клуб за тој чекор, да се навикнеш на друг начин на игра, на друг начин на интензитет, друг начин исто на работа, и да се запознаеш со нешто ново надвор. Беше сам во Жилина или отиде со некој од семејството? Првиот период бев сам, нели, моите родители отидоа таму да направат родинска контрола, кажано. Ама кога видоа дека е се во ред, дека луѓе кои што се таму, дека се сериозни луѓе, дека се грижат за нас и стварно кога отидев таму одма благодарен сум и на нив многу за тоа што не е лесно например да отидеш кога немаш никој би кажало свој таму, ново искуство и ова многу е важно како ќе се адаптираш, ама исто е многу битно како ќе те прифатат, дали ќе те прифатат. И јас сум имал среќа дека сегде сум бил прифатен добро и дека сум имал луѓе околу мене кои што сакале да помогнат. Лесно ли се навикнуваш на нови средини? Тоа не знам како да кажам. Ја мислам дека се навикнувам. Ја по природа малце сум срамежлив. Не сакам многу да реков дека избегнувам гужви и затоа може ќе се навикнам, ама тоа не се исполува во јавност, не гледа, ама ми помогна дека словачкиот јазик не беше многу, не е различен од нашиот јазик. Веќе после една недела, 2 недели, почнав да разбирам се. Не зборев најдобро и беше период кај што не зборев воопшто словачки, ама разбирав. Тоа многу помага. И на секој играч или човек кој што сака, кој што иде за кариера,
би му пропорачал да се труди да научи јазик, затоа што е многу подобро те прифаќаат и многу полесно ти е тебе. Не заради другите дали како ќе те и тоа е исто битно, ама тебе многу полесно ќе ти биде. Кога тренерот ќе ти каже едно, ти знаеш, да не чекаш некој да ти објасни ова, веќе да и тоа одма дава некоја слика и дава некоја слика не само на фудбалски терен, веќе или кога ќе излезеш у град и ова, ќе се разбереш. Нормално сега англиски и ова кој знае, ама има луѓе што не разбираат и ова и многу е подобро кога и ние сакаме, например, кога некој ќе ни дојде тука и ќе ни каже 2-3 збора на наш јазик. Не мора сега ние цело време да збориме. Имаше ли во Жилина балканци што живее? На почеток нема. На почеток немаше. После тоа дојде Александар Шушњар. Он е од Австралија со австралиско државјанство, ама е по потекло од Србија. Неговите се од Србија. Прв он балканец беше. А потоа дојде и после некој период дојде и Бесир Демири. Со Бесир Демири имавме доста добар период у Жилина и доста добро се дружевме и доста дали на терен беше добро и надвор од терен беше добро. Како поминува време гледаш дека е многу битно, колку што е битно терен што правиш и ова, на пример кога си помлад и ова се фокусираш повише на тоа, ама после гледаш многу поголема поширока слика у живот све, и така да многу добро и баш денеска, нели патувам од Велес, се имав некој период пред снимање и ова, баш се видовме денеска со Бесир. Освен се мислела што најмногу ти фалеше во Жилина? Од тој прв пат живееш надвор од својата земја? Па тој наш начин на живење, не викам дека е таму лош начин на живење, таму е што ми се многу свиѓа и мислам дека што сум научил дисциплина, почитување, исто и тука не сакам да зборам за почитување и ова, ама се знае некој воспитани се многу добро, се гледа тоа поштовање, помлад, постар, се во ред, ама малце можеби ми фалеше таа блискост. Се трудевме со у сите тие клубови кај што се интернационалци, сакаш, не сакаш, тие групи повеќе се прават. Тоа никој не сака, ниту еден тренер, ама тоа е човечка природа да се направи таа група. И тогаш ни странци ќе си се најдеш и ова и пробуваш тоа малце, ама тој нашиот менталитет, таа наша блискост, тоа малце фали. Тоа малце фали во Европа. Секој места мислам дека имаат своји предности и мани. Нашата предност е тоа што, например, кај да отидеш, се чувствуваш, ќе дојде некој, ќе се чувствуваш како дома. И таму ќе покуша, ама не може да направа. Тоа не може да ја направа таа атмосфера, мислам, ние што ја правиме. Секако, поштовање имаат и, например, било што да ти затреба, тука се да ти помогна, ама пак може тоа е начин на живот би кажал. Во Жилина играш стандардно или? Стандардно, од почеток почнав да играм стандардно. Од почеток почнав да играм стандардно, играв цело време стандардно, имав повреда една втора, ама пак кога се враќав ми требаше мал период за да се вратам и да почнам да играм стандардно. Еден период не играв стандардно кога беше корона. Тогаш ја дојдов тука кај нас, дома у Македонија. Имаше прекид на првенството. Да, прекид на првенство и ја тука мислев дека тренирам и се трудев да тренирам, ама не тренирав со екипа, немав тој филинг со екипа да работиш и ова, и у тој период имав мала повреда, што мислев дека не е сериозна, малце, и не работев со луѓе што требаше да работам, нели, корона тоа не спречи и после кога отидов, а они во меѓувреме таму работеа цело време. Они не работеа у голема група, ама работеа по 3-4 играчи на терен, што е многу важно. И таму беше тренер Павол Станјо. Он не беше, кога отидов у Жилина, беше
Јарослав Кентош, моментално е тренер на словачка репрезентација U21, тогаш, после корона, Павол Станјо исто беше тренер, и двајцата се одлични тренери. Од Павол Станјо многу работи научив и мислам дека од сето тоа како што сум учел, сум се развивал, мислам дека он како најголем впечаток и како оформување ми играчко оформување. Да, мислам дека највеќе на крај, нели, тоа имаш финесио, ама што зборевме за тој преод од малце младински фудбал во професионален фудбал, со многу совети, дали е тоа на терен, дали надвор од терен, дали начин на истрања, начин на одмарање, начин на живот, фокусирање на тие работи што треба да се фокусираат. Јас секогаш мислев дека работев доста се трудев да работам доста, да тренирам доста и ова, ама после со него кога почнав да работам, видов дека имаш уште потенцијал и дека уште можеш повише да работиш. И тоа ми отвори очи, и благодарен сум. Имавме доста добар период со него. Тоа Жилина беше на врвот на табелата, како ти рече, како што следав. Така, на врвот на табела, трети, четврти, игравме Европа, игравме финале куп, 2 пати игравме финале куп, секогаш стабилна екипа бевме, со многу млади играчи. У Жилина би кажал имаше два периода пред корона и после корона. Пред корона беше екипа со искусни играчи, со неколку искусни играчи и млади играчи кои што беа за развивање и што Жилина е екипа што работи на развивање играчи од своја школа, работи со нив и ги проследува понатаму во европски, дали серија А. Ја бев со Јакуб Кивиор во Се што игра во Арсенал. Во Арсенал, да. Значи тоа е некоја цел, или Роберт Боженик, он беше у Фењор, сега е у Боависта. Значи тоа е некој начин на работа, не е цел да се направи. Секогаш е цел да се игра Европа, секогаш е цел да се победи секоја утакмица. Значи целта им е да се изброси диамантот. Целта им е, например, да се игра би кажал, да се развиваат играчи и да се игра модерен фудбал. Тоа би кажал, тоа е Жилина. Значи, да се развиваат млади играчи и да се игра модерен фудбал. Да бидеш во тек на современ фудбал, сега со своите можности, нели? Ама тој тренд да се прати и тоа многу ми помогна таму. Начин на игра, офанзивен фудбал, убав фудбал за око. Би кажал без калкулација. Идам, например, ја не идам да дадам повише голови. Ако е 1-0 да дадам 2, ако е 2 да дадам 3. Нема затворање на терен. И да уживаш у тој фудбал. Нормално со одговорност и тоа, ама првата цел е да се игра добар фудбал и да се развиваат играчи и што резултатите на Жилина со продадени играчи и во последниот период и не знам колку, секогаш 7 или 8 играчи од словачка репрезентација се стандардни, што се зборам од првите 11, 7-8 се секогаш од Жилина. Тоа кажува за како се работи и што е цел уствари на тој клуб. И јас сум баш среќен што одбравме таков клуб за развивање и тоа е многу тоа и тоа би сакал да им кажам на сите, например, помлади играчи, некогаш ќе имаш опции да бираш големи клубови. Некој ќе може ќе помине, ама секогаш е добро да бараш начин кај што ќе можеш да се развиваш, да напредуваш. Бидејќи велиш дека во Жилина грото на фудбалери се млади и репрезентативци на својата земја. Како беше прифатен од страна на тие, да кажам, деца?
Прво, ја тргнав да кажувам дека у Жилина беа два периоди. Да. Два периоди. Еден пред корона. У корона беше така мешана екипа, искусна, со млади играчи на дополнета и баш добра екипа, сериозна екипа за би кажал за Европска лига и таков левел. Потоа, после корона, сите тие Жилина прогласи банкрот. И сите тие играчи што беа постари, поискусни играчи со поголеми примања, преседателот се одлучи да раскине договор со нив, и се одлучи да тргне со само млади играчи. Со млади играчи, тоа би кажал, тогаш ни беше период дека само имавме еден капитен, Јаку Паур, он имаше, мислам, 27-8 години, сите други беа по 23 години. Цела екипа, значи сите по 23 години, играчи од 18, 19, 20, 27, 22, значи поголем дел од играчи беа так. И тогаш беше чудно како игравме, например, после таква дешавка да се продолжи да се игра тој убав фудбал, ама за тоа за тие луѓе што беа таму, они веруваа во тоа и знае како ќе реагира, затоа што во Жилина од U7, може би претерав, ама од U15 веќе се знае што се бара од играчи. U15, U16, сите играат ист систем. Од сите се бараат исти должности. Само се и затоа е многу полесно, например, да се извлече од втора екипа, одма кога од втора екипа доаѓа играч у прва екипа, ти не осеќаш дека тоа нов играч, он е веќе у тој систем, он тоа знае, он некои работи и ги знае подобро од тебе што си цело време у тој систем. Уствари он цело време го работи тоа. И тоа е начин на работа, мислам, кој што дава успех и би било добро кога би некој клуб од наша земја, сите клубови од наша земја би работеле на тој начин. Дали тука во фудбал, дали во други спортови сега работам, имам среќа да работам со Петар Баснарков и мислам дека тоа што слушнав од него, не пратам ракомет, што слушнав од него, мислам дека е таков некој систем во Алкалоид. Сега не сум многу запознен, ама тоа што слушнав со млади играчи, наши играчи да се оформи, да се спремат за репрезентација, за некои поголеми предизвици, ама они веќе имаат успех. Се надевам дека и втората утакмица ќе добијат. Ќе бидат европски шампиони во за освоја титулата во Европскиот куп. Да им посекаме среќа. Во Словачка не е голема земја, не е голема европска земја, ама словаците го сакаат фудбалот. Беа ли полни трибините, бидејќи настапуваш во период кога е корона, кога се затворени за навивачи, но си го фатал тој мал дел пред короната? Пред корона имаше, би кажал, секогаш имаше публика, ама така од тие утакмици што беа поатрактивни, имаше доста добар број. Број, не би кажал полн стадион и тоа, некои беа полни, ама доста солиден број. Потоа, после корона, тоа се осети. Баш се осети, ама некако ви кажа, игравме атрактивен, многу атрактивен фудбал и игравме млада екипа, игравме атрактивен фудбал. После тоа, кога се отвори тој период за навивачи, веќе почна да иде. Не беше у тој број, имавме добра сезона во конференцијска лига, игравме плейоф и тогаш веќе почна луѓето да идат на след. Не во тој број, ама беше окей. Патот по колку сезони те носи во Полска? Колку сезони си во Жилина? Во Жилина бев 3,5 сезони. 3,5 сезони. Добри сезони, мислам. Потоа одиш во Полска, потпишуваш за? За Висла Краков. Во Висла Краков потпишав. Тогаш имав повеќе опции да одберам и ова, се одлучивме за Висла Краков.
Како што кои биле другите опции? Имаше, значи, тогаш секогаш има доста работи се случуваат. Некои се поблиску да се реализираат и ова, некои се подалеку, ама имаше добри клуби. Имаше доста клубови и ова, добри клубови. Јас се одлучив за Висла Краков, затоа што Висла Краков како име, Полска лига, веќе ми беше кажано на кој начин. Тоа беше во најсилната лига? Да, во најсилна лига, екстра класа, и ми кажа на кој начин се работи, дека таа е сериозна лига, дека од таму играчи идат у најдобри лиги, и искрено ја чувствував веќе дека сакам да пробам нешто ново, како што од тука сакам да пробам нешто ново, да видам како се работи и у Словачка и у Европа, и тогаш веќе сакав да видам како се работи, дали у Полска, дали у некоја друга земја. Како што кажа, имав повише понуди, се одлучив за Висла Краков. Висла дојдеш на крај на сезона? На полусезона, зимски период, а тогаш не беше во критична зона Висла Краков, ама беше на долен дел од табела. Почнавме со утакмици, немавме среќа. Тоа немавме среќа. Нели, треба некои работи ти да одработиш нормално без Добро, ама Полската лига е една од најизедначените во Европа. Да, тоа е тогаш. Една сезона пред тоа Легија беше шампион, друга сезона беа под нас. У таа сезона, ја кажа што беа под нас, пред да се рестартира вториот период од сезона. Почнавме утакмици, немаше успех. Промена на тренер беше, игравме добро. Не можам да кажам не игравме добро. Игравме утакмица, дома имаме 2-0, имаме уште прво полувреме, уште 3-4 стативи, пречки. 2-0 и уште 3-4, тоа значи многу шанси. Почнува второ полувреме, за 5 минути 2-2. 2-2. Шанса он има за 3-2 да ни даде. Среќа не дадоа. И многу добри утакмици, ама фалеше таа спортска среќа. Може би на почеток на сезона и не изгледавме најдобро. На почеток, на почеток кога беше од првите 2-3 не изгледавме најдобро. После не изгледавме баш добро, стварно. Ама едноставно фалеше нешто и не успеавме да останеме во екстра класа. Не останавме и паднавме у вторанг, полска вторанг. Твојот статус не се промени, значи остануваш и во Висла уште? Така? Не. После припреми, тогаш добив и прв повик за А репрезентација. Бев дел од А репрезентација тогаш. И дебитирав против Гибралтар. Да, добиваш повик од Боби Милевски? Да. За Лигата на нации. За Лигата на нации имаше, ако не се лажам, 4 утакмици, мислам. Так. 4 утакмици, бевме баш долг период. Исто некое ново искуство. И тоа беше нешто ново. Да. Сосема ново, си поминал некои работи, ама пак тоа беше нов филинг, нели? Цело време си дел од младински категории, U27, доста утакмици U27, ама тогаш тоа е нешто. Репрезентативниот сениорски фудбал. Тоа е нешто друго. Тоа е нешто друго. Тоа е друго ниво. Тоа е друго ниво и од клуб и од се. Тоа е друго ниво. Тоа е, би кажал, највисок и најсериозен, кај што уствари ти цела своја кариера некако стремиш кон тоа. Да ја репрезентираш својата земја, да покажуваш добри настапи и да имаш успех со репрезентација. Така, конечно, настапите и во Джилина и во Висла таа полусезона добиле инпут кај селекторот Милевски за да те повика за репрезентацијата, да ти даде шанса на еден од тие надпревари со Гибралтар,
Колку време играше на тој надпревар? Играв Влезе од 45 минути. 45 минути играв. Цело второ полувреме да. Отеднаш некако. Отеднаш. Те збунили малце повикот негов? Или го очекуваш? Искрено го очекував, пошто начин на кој тренирав и ова, и он ми даваше до знања дека ме рачуна и дека ќе игра. Дека ќе игра. Во контакт беше со цел тој период со селекторот Милевски? Извинете, кога бев во Висла Краков? Да, во Висла. Не, кога се заврши тоа беше повик во јуни. Така. Тоа беше. Ја у март бев со U27. Со U27 бев у март и после у јуни исто имавме U27 утакмица, ама селекторот одлучи да ме повика за А репрезентација. Така. И тогаш ја кажав, мислам, мене ме наговестуваше не за повик, туку за дека ќе дебитирам. Веќе кога работев и ова, веќе правевме муабет и он ми кажа дека види, пред утакмица те планира, може и да почнеш и ова. Играв 45 минути, сосема доволно и филинг кој што не се описува. Тоа е нешто што секој дете кога почнува со тренирање на некој спорт, посакува некојаш да го влече репрезентативниот дрес. Така, после тој настап за репрезентација, тоа е во текот на летото, се враќаш во Висла. Во Висла Краков се враќам на припреми, ама веќе разговараме у клуб, веќе разговараме дека за мојот развој најдобро би било да отидам негде на позајмица. Или трансфер, или позајмица. И во тој период, нели, со повик у репрезентација, веќе репрезентативец, младински репрезентативец, имав понуди и ова, се одлучив во Дунајска среда да отидам на позајмица, година дена. Се вратиш пак во Словачка? Во Словачка, да. Дунајска среда, исто сериозен клуб во Словачка, сериозна тренинг база, доста терени, начин на работа, начин на функционирање, цело време и тој период кога бев во Жилина, они беа една од најдобри екипи, секогаш имале добра екипа. Во Европа секогаш играа квалификации, добро поминува, не се пласира, ама играа добро. Доста кога играа европски утакмици, што се каже да не се засрами кога играат против сериозна екипа, добро изгледа и кога ме повикаа таму, ја веќе Словачка лига до некаде ја знам отприлика што ме очекува и ја прифатив опција. Почеток првата полусезона беше окей, почнав да играм стандардно и ова. После некој период, веќе пред крај на прва полусезона, не бев веќе стандарден. Играв помалце, ама не бев стандарден. Потоа дојде пауза, после пауза пак се враќаме, нели се спремаме и ова. Припремен период, добро беше, изгледав добро, ама кога почна сезона, не бев стартер и екипа почнува да победува. Цело време, сите утакмици, значи победа. Тогаш не се изборив за стартна постава, ама клубот играше стварно на високо ниво и бевме на чекор да му ја земеме титула на Слован Братислава во Словачка. Они се у последно време, не знам колку, 5-6 години веќе шампиони и мислам дека таа сезона беа најблиску да ја изгубат шампионска титула. Предпоследна утакмица требаше да одлучи. Игравме предпоследна утакмица кај нас дома против нив. Против Слован Братислава. Ако тепавме, тогаш веќе беше не си шампион, али 90% дека ќе биде шампион. Не треба да кикнеш во не треба, последното коло. Да.
Интересна утакмица беше, интересна утакмица беше, доста голови, доста пресврти, пенали, чуда. баш екстра утакмица и за гледање и За жал? За жал, Како заврши на второт? изгубивме 3-2. Аха. Изгубивме 3-2. Тогаш веќе беше јасно дека они ќе бидат шампиони. Имавме, мислам, шанса уште, ама беше веќе јасно дека Они имаат пол позиција. Извини, не, веќе они беа официјално шампиони. Последната утакмица Беше само ревијално, што се вика. Да. Таму беше, сега би го истакнал моментално, Никола Крстовиќ беше. Никола Крстовиќ сега е во Лече, покажува доста добри партии во Лече и мислам дека оваа сезона ќе направи некој трансфер во посериозна екипа. И Лече е сериозна екипа, сериозна, ама мислам дека оваа сезона ќе... Да, на една годишна позајмица беше во Дунавска среда. Една годишна позајмица. Се врати после во Висла. После се врати во Висла и 6 месеци останав во Висла. 6 месеци останав во Висла. Висла во тој период додека ти си во Дунавска среда не изборува пласман во најквалитетната полска лига. Не, имаше утакмица 1-0, последна утакмица 1-0 дома. 1-0 дома, се сеќавам, пратев таа утакмица од дома. Ја веќе завршив у лига, у Словачка порано завршува, пратев таа утакмица 1-0. Беа фаворити. Беа фаворити 1-0. Полувреме 1-1, изгубивме 2-1 утакмица. Фаворити, домашен терен, тоа веќе, не бев таму, ама предпоставувам дека тоа веќе публика веќе беше ја мислам у транс, дека тоа беше за директен пласман. Не се избори директен пласман у Полска лига, извинете, втора лига. Првите две влегуваа директно, трето, четврто, пето и шесто место играат плейоф меѓу себе. Трети со шести, четврти со пети. Висла првата утакмица ја доби, втората утакмица пораз. И не се пласираше во... Не. После кога отидов, втора лига беше, почнавме со припреми. Амбициите пак е влез во... Амбиции цело време. Значи, у Висла цело време амбиции. Морам да кажам, цело време се амбиции најголеми. Какви се амбиции најдобро покажува тоа што тој период, таа сезона, бевме шампиони на Полски куп. Значи, вие како второлигаш и Полски куп. Освојувате куп. Да. Значи, за да освоиш куп, треба да победиш некој од овие од прва лига, што се екипи. Не некој, него си... повеќето противници беа, нели, само тие првите кола не. Веќе од осмина финале или од четврт финале, почнавме со Лехија и тогаш и тоа е прволигашка екипа, ама беа во втора лига и они таа година се пласираа како првопласирани. Како првопласирани се пласираа, ама ние таа година од куп ги елиминиравме, да. После не можам да се сетам кои беа екипи, ама знам Пјаст, мислам дека Јагелонија и на крај финале Погон Шчечин. Значи вие и Јагелонија сте ги тепале за да се пласирате во финале. Јагелонија мислам дека тогаш не беше на тоа ниво, мислам дека не беше на тоа ниво Јагелонија, ама Пјаст беше сериозен, кај што настапува нашиот Тихомир Костадинов. Јагелонија, каде што сега настапува Чупринов. Да, Јагелонија, кај што викам дека не беа тогаш на тоа ниво. Сега Јагелонија е една од најдобри екипи во Полска и во Европа има озбилни настапи. И на крај финале Погон Шчечин. Погон Шчечин во последни, можеби оваа година немаат форма како у претходните години, ама цело време се на највисоко ниво, борба за титула, први, втори, трети у Европа, добри утакмици. Каков е системот? Еден надпревар во финале? Еден надпревар на неутрален терен. На државен терен у Варшава, ПГ Народен, мислам дека се. Полн стадион? Полн стадион, 50.000.
Како е чувството да играш пред 50.000 публика? Ја немав среќа да играм таа Аха, утакмица. Немав среќа да играм таа утакмица. Ама се закиди со Ама копстина, ја бев на позајмица тогаш. Ја бев на позајмица у Горни Клечна. Тие 6 месеци бев на позајмица у Горни Клечна. Бевме на муабе дека какви се амбиции на Висла. Значи со освоена куп титула ти завршуваш како 10-ти во втора лига. Тоа кажува и колку е силна втора лига полска, и колку е сериозна, и колку сериозно се работи, и на каков начин се работи, и колку е професионална. Колку е испратена и со медии, колку има и публика, колку луѓето се заинтересирани, колку се вложува и средства, колку се вложува и напор од страна на тренери, играчи. Значи, тоа е стварно некој што не прати и што не е упатен, кога би отишол тамо да види како се игра, би останал, мислам, зачуден за и начин на квалитет и начин на работа. Така. Рече дека на позајмици играш и во Горник. Во Горник Лечна. Така? Во Горник Лечна бев не се ни 6 месеци, а тогаш после тој период кога бев во Висла Краков 6 месеци, 6 месеци нели почнаа припреми и ова, ја отидов од февруари до јуни, тоа се некои 2-3 месеци. Почеток беше окей, почнав да играм и ова, после последен период не бев стандартен. Играв помалце, ама не колку ја што би бил задоволен. Нели ние секогаш сакаме да играме, имав период кај што играв, а последен период не играв, Ние игравме бараж со Горни Клечна, игравме таа година бараж да влеземе во екстра класа. Првата утакмица ја добивме, изгубивме прва утакмица од Мотор Люблин. Тоа е како градско дерби. Лечна и Люблин се градови кои што се многу блиско. Лечна е помал град, околу 30.000, мислам. Люблин е поголем град и има ривалство меѓу тие клубови, мислам дека не е ривалство, заедно навиваат. Заедно навиваат и беше и кај нас кога игравме беше полн стадион и кога игравме за бараж, за влез во екстра класа, исто беше полн стадион. Нивен стадион е малце поголем и беше фантастична утакмица на пенали. На пенали беше, морам да признам, беа подобри, и заслужија да поминат, и сега играат и екстра класа. После тоа они тепа Арка Гдиња во финале, во бараж финале и заслужено се пласира во екстра класа. Пак сте немале среќа, тоа ствари. Не сме имале среќа. Беа подобри. Тоа мора да се признае. Заслужија повише да влезат. Таа утакмица беа подобри ова. По таа епизода се враќаш во Висла, во Вислу што ти... Во Висла се враќам, после имав среќа. Да се повреда. Летоска се повредив, имав малце подолга повреда. Повреда на? Повреда на бедро. Бедро. На почеток не изгледаше како сериозна. Компликации, дали погрешен начин на лечење, дали може би моја мала нетрпеливост што би препорачал на сите кои што се занимаваат со спорт, дали се фудбалери, дали се кошаркари, ракометари или што е цетра. Да не брза да се враќаат на терен што побрзо. И ја тоа не сум го направил еднаш, јас сум го направил еднаш, втор пат, трет пат. Секогаш кога имав повреда, пробав да се вратам побрзо него што се осеќав. Например, може ти се осеќаш најдобро, доктор ти кажува се треба да пратиш лето, така? Да, лето и ми траеше до зимоска. Од зимоска, од јануари почнав да тренирам со
да тренирам со екипа на припреми, ама пак не беше тоа у фул тренинг. Осеќаш болки и ова, ама ја пред тоа, тој период, пред тоа, форсирав да се вратам побрзо, да стасам, да почнам сезона. Сакам да стасам, а уствари губиш цела сезона. Тоа е нешто што би сакал сите да научат и да го применат. Ако осеќаш дека си спремен, играј. Ако не осеќаш дека си спремен, најди начин да се лечиш. Најди начин некој кој што ќе ти помогне, дали е доктор, дали е физиотерапеут, дали е тренер кој што ќе те спреми физички. Најди начин да бидеш тој што си, за и да изгледаш добро и што е најбитно да бидеш здрав. Ако си здрав, можеш да бидеш на терен и да покажеш тоа што знаеш. Ако не си здрав, можеш да бидеш на терен, ама не е тоа. Се надам дека овој момент и ова се што кажа ќе го слушнат младите играчи, ќе биде нивна поука. Со Висла го раскина договорот? Со Висла го раскинав договорот средина на април. Видовме дека нешто не штима. Да. Кога правевме муабет, не можам да кажам не штима од моја страна, не можам да кажам не штима од нивна страна. Едноставно тоа и коцките. Тоа не нешто. Имавме разговор со председателот Јарослав и имавме разговор со спортскиот директор Вулнет Баша. Разговаравме баш вака, отворено, се во ред. Ја не можам да кажам ништо, у Висла не се професионални, тренерот е лош, тоа не сакам да кажам. Тоа не сакам да кажам, не, тренерот не ме сакаше, или овој не ме сакаше, или ова. Едноставно така беше, тоа го прифаќаме и идеме напонап. Например, имав ја период кај што изгледав одлично, имав период кај што не изгледав најдобро, нормално дали е тоа од неиграње, дали е од тоа, од не знам што, не изгледаш. Едноставно, немав простор да на утакмици дали да покажем. Тренерот се одлучил за тоа, прифаќаме тоа и идеме понапред. Сакам да кажам, например, не сакам, нели, кога секогаш треба да знаеме егото, да го спуштиме доле и да кажеме, окей, има таму играчи, играат квалитетно, може, ја викам, Висла не се пласираше во екстра класа 2 сезони, 3 сезони. Ама ја не играв, ама ја викам, Висла е најдобар клуб со најквалитетни играчи, најдобар фудбал покажува, тоа сите што следа статистики малце може да тие што се у Полска што знаат кој е најквалитетен, кој покажува не. Сега кој има најголем успех, тоа зависи, таму има уште некој фактор што одлучува, не таму одлучува и друг фактор. Така да веќе и фудбалот е бизнис. Да. Ми беше поента да кажам дека Висла стварно многу добро се работи и тие играчи кој квалитет го поседуваат, заслужуваат да бидат во екстра класа. Тоа не треба ја да го кажам, тоа го кажува статистика во втора лига и го кажува фактот дека како второлигаш ти оспојуваш куп и немаш ти некој лесен пат до финале, имаш екипа што влегува од втора во прва лига и што игра сосема окей во екстра класа, имаш три екстра класа екипи. Пјаст сериозна, тогаш Јагелонија не беше на ова ниво, кажувам, како што е сега, ама Пјаст беше сериозен, Погон Шчечин беше у топ 3 последните 5-10 години во Полска. Така да тоа кажува колку е сериозна екипа. Сега успех, се надевам дека ќе имаат успех и тој клуб заслужува да биде. Дали квалитет, дали начин на работа на тренери, дали целиот тој амбиент, целата таа поддршка, навивачи, тој град едноставно заслужува да биде дел од екстра класа. Сега си без клуб, целиш кон клуб надвор од нашата држава? Интернационална кариера да ја продолжиш?
Нормално, цели, секогаш имаме цели, највисоки цели. Највисоки цели, сега треба да бидеме свесни за своја ситуација во која што се наоѓаме, што ни е потребно, како ни е потребно, средина, проект на клуб, начин на размислување. Секако, цел ми е Европа, цел ми е секогаш највисок фудбал и сакам сиот свој потенцијал да го искористам. Така да не знам иднина што ќе донесе, ама имам некое чувство дека ќе биде многу позитивно. Така. Тоа имам. Сега дали ќе биде, дали чекорот ќе биде тука, дали ќе биде негде у нашите комшиски земји или ќе биде негде надвор, тоа тешко е да се каже и не може да се каже. Не може да се каже. Нормално правиме муабет, правиме разговори со разни луѓе, сакаме да видиме, да одабереме најдобра опција која што ќе биде за мене најдобра да се развивам, да помогнам исто на клуб, да помогнам на сите, што може да се помогне. Посакувам добро здравје, фала ти за овој разговор и сакам во иднина да гледам стадно во репрезентацијата. Фала, дај Боже, фала. Уште една сакам да се заблагодарам на повикот. Исто така да те пофалам за емисија, на начин на кој се работи и мислам дека во иднина ќе разговараме може повише пати и ти посакувам тука да седнат многу поголеми имиња и тука нека биде интернационална емисија. Фала ти за разговор. Фала. Вие, драги гледачи, бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.